Концерти, фестивали, промоции, изложби, театарски представи. Вакви настани секоја вечер се одржуваа во рамки на манифестацијата Лето на тетовската култура. Тетово мислам дека веќе втора година се организира, така да поздравувам. Овде сме сите сплотени во име на музиката, слушаме класика, после ќе слушаме рок, ќе има и нешто етно, колку што разбрав. И така, многу е убаво кога младите и сите луѓе ќе се сплотат во име на музиката. Но завршија 10 дена во кои се славеше уметноста, а со тоа стивнаа и ваквите збиднувања. Излеговме во петок навечер да го доживееме тетовскиот ноќен живот. Но градот летото го започна без ниту една дискотека. Нема кино, нема базен, нема театар. Празна е уличката која некогаш беше преполно шеталиште. Улицата што е зад мене, Јане Сандански, пред само 10 години беше познатата тетовска чаршија. Денес наместо за шетање служи само за непрописно паркирање автомобили. Бендовските звуци како подготовка пред настап не донесоа во едно кафуле на периферијата. Се одржуваше промоција на новиот албум на овдешна музичка група. Ночниот живот. Немам ноќ. Значи постоеше еден период, тоа е околу 2000 година, еден период кој што имаше она бум. Значи во поглед ако збориме на она клубска бендска музика, во тоа постоја околу 10 бендови. Тоа е солидна бројка за толку мал град. И сите функционираа. Сега реално кажано 2-3 бенда кои што функционираат негаво. Значи со поткини наврши. Па Тетово по последно време малку паѓа, ама се надевам дека ќе се врати у колосек затоа што не знам дали е тоа од финансиска гледна точка или од не знам која, дали им достали на луѓе, мора да се вратиме у колосек, мора да се врати петок поготово. Овој ден петок и да се вратиме нормално. Што значеше петок некогаш за младите? Петок. Петок беше еуфорија, значи завршуваш школа, излагаш петок, проаѓаш супер, сега малце спласнато тоа, ама се надевам дека ќе се вратиме у колосек. Меѓу младите на промоцијата беа и родителите на членовите од бендот. Ни раскажаа каков бил ноќниот живот пред неколку децении. За нив незаборавно е тетовското корзо, кое било на градскиот плоштад. А во моето време постоеше корзото и 2-3 капиња постоја. Едното беше Риц, ми се чини, го држаја фудбалери на Тетекс, а второто беше Гого на Беличица, тоа беше во центарот на градот. И така, немаше многу капиња. Што представуваше корзото за Тетово? Корзото за Тетово во тоа време беше бренд. Тамо се среќававме со пријателите, со другарите, со нашите први љубови, втори, трети и така натаму. Али добро беше. Сега корзо нема? Да, го нема во онаа класична смисла како тогаш. Младите се среќаваат по капулиња, по мејани. Не, го нема, за жал го нема. За тоа време само корзо беше, ништо друго. Значи, кај 7,5 сат, ќе се дотераш, ќе се облечеш, ќе се намесиш, ќе се намирисаш и со другачке у корзо. Докај 9,5. А некој си имаа кола, например, некој си имаа дечко, тече било, чардак, све ништо не постои, бриони. И тоа било интересно, таму имало пеачи од Скопје, од не знам од каде, па до 12 тоа било нешто многу големо, до 12 да се остана. И тоа било све излагањето. Како е сега? Сега убаво, мене ми се свиѓа многу. И ми е криво што не сум сега млада у ова време. Са слободни младите, кој што сака музика, секаква се слуша. Секој све што си облака, све е модерно денеска, ако ти седи нормално и да не ти седи. Ако се осеќаш комотно, ја го бендисуjem ова време, многу. Овдешната забава привршуваше, па тргнавме во обиколка на централните градски булевари. Видовме уште 2 или 3 кафулиња во кои имаше свирки и уште многу празни. Тетовските мала околу полноќ замирисуваат на таза испечен бурек. Во пекарниците што току го извадиле од фурните. Барем нешто е како порано. Ова е вкусен и традиционален начин у Тето да се заврши викенд излагањето у чаршија.